Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во новото издание на емисијата Супер Звезда. Покрај мене се наоѓа втора група на Супер Звездички. Некои нови, некои стари, некои настапуваа прв пат оваа година, некои настапуваа во далечната 2005 година. За почеток да ви испратиме многу бакнежи, да ви дадеме љубов и да ве поканиме последните 60 на минути да останете заедно со нас во оваа емисија. Ќе разговараме за впечатоците на личињата кои настапувале во Супер Звезда, за тоа што мислат за фестивалот Супер Звезда, што мислат за емисијата Супер Звезда и воопшто за проектот Супер Звезда. А тука се нивните родители, со некои од нив исто така ќе има можност да поразговарам, па ќе видиме како во претходната, така и во оваа емисија што имаат родителите да изјават, дали им се допаѓа тоа што нивните деца го прават во Супер Звезда, на каков начин ја доживуваат Супер Звезда. Едноставно ова емисија во која што и вие, почитувани драги гледачи, ќе имате можност да научите нешто повеќе за нас. Ве поканувам во следните 60 на минути да останете заедно со нас. Ќе имате интересна и возбудлива емисија, ќе има интересни прашања, интересни одговори. Така да, одиме да ги видиме рекламите и веднаш потоа се враќаме овдека во игротеката Be Happy, каде што ќе го направиме ова наше денешно интервју. Пакнеш! Почитувани гледачи, до мене се наоѓа едно весело и секогаш прекрасно девојче. Здраво, Зева Коцевска, ева, добре дојдова, Супер Звезда, како си? Добро е, најдов, добра. Кажи ми, дали секогаш си волку весела и расположена? Да. Многу ми е драго што денеска ќе имаме можност со тебе да поразговараме. Најчесто во емисиите те гледаме како пееш, но денеска ќе си направиме муавет и ќе разговараме за Супер Звезда. Подготвена ли си? Да. Ајде да кажеме колку години поред ти учествуваш во Супер Звезда. Па 5. Ова е твоја 5-та година како учествуваш во Супер Звезда. Инаку ти дојде веднаш по твојата сестра која се вика Ана. Ана, колку години доаѓаш во Супер Звезда? 10. 10. Ти уште малку ќе стигнеш, така? Да. Уште 5 години ни фала да ја стигнеме. Дадичка, кажи ми, како се помина сите овие 5 години во Супер Звезда? Одлично, многу убаво. Стегнали нови другари и другарки? Да. Со кој најмногу се дружиш вака од дечињата? Сите. Со сите. Кажи ми, дали освен тоа што се дружиш со некој во Супер Звезда и приватно си се дружите, си се посетувате, си одите по дома? Да. Си
стекна другарки за секогаш, за сите времења, така? Да. Како ја гледаш ти емисијата Супер звезда? Дали ти се допаѓа, имаш ли пофалби, имаш ли критики? Имам пофалби, па ја гледам често кога има, ама кога сум прва смена не. Кога си прва смена не можеш да ја фатиш, само кога си втора смена значи ја гледаме, а редовно секоја сабота, така? Да. Инаку учествуваш во еден поголем број на емисии кои што сме ги снимале до сега. Кажи ми, ти остана ли некоја посета негде кај што сме ја правеле, вака посебно во сеќавање? Па Сакала ли на некој од тие места каде што сме снимале повторно да се вратиш? би сакала. На која, например? Па каде што снимавме лани во паркот, кај мене на базен. Браво. Кога ќе одиме повторно на базенот? Летоска. Ајде да го видиме, јас знам дека ќе се прошири, дека ќе биде поубав, дека ќе биде поголем, пак имаме ли можност пак да бидеме гости? Ќе имаме. Ајде ќе земеме костими за капање, драги гледачи, ќе земеме маски за ѓурење пера и подводна камера и одиме да правиме интервју во базенот кај Ела, така Злато? Да. Ме интересира да ми кажеш што мислиш ти за фестивалот Супер звезда? Еве, значи имаше шанса оваа година повторно да пеевте заедно со Нина, пеевте една прекрасна песничка која се викаше како? Песничката ни се викаше Летна игра, но Нина не успее да дојде. Не знам зашто, ама сигурно ќе дојде друг. Во некој од наредните емисии ќе имаме можност и со Нина да поразговараме малку за тоа какви се нејзините впечатоци. Кажи ми сега, кои се твоите впечатоци за Супер звезда? Како си помина ти на фестивалот? Многу убаво си поминав, одлично беше и сите песнички беа супер, одлично беа направени. Иако и не ги знаев игра бар. Многу ми е драго. Сакам да ми кажеш, дали првиот пат кога настапуваше на Супер звезда, заедно со твојата сестра беше така? Да. И со нејзината другарка која се викаше? Маја. Така, дали со Марија и со Ана кога настапуваше ти првата година, имаше трема? Не. И од никога си немала трема, нели? Да. Секога си ваква родена за пред камера, нели? Да. Ме интересира какво дружење оваа година тебе ти овозможи фестивалот Супер звезда? Убаво, супер. Значи, дали е нешто што секогаш ќе се памети? Да. Многу ми е драго што си дел од Супер звезда и многу ми е драго што имаме вакви прекрасни дечиња како тебе во Супер звезда. Сакам да ти се благодарам што денеска беше дел од ова наше денешно дружење и посакувам во некој од наредните емисии да се видиме повторно. Фала ти, Ева. Ништо. Пријатно. Пријатно. Ајде, чао. Одиме сега да видиме кој е следниот гостин.
Со посебна чест и задоволство сакам да ви представам уште едно убаво, интересно и прекрасно девојче. Станува збор за Сара Кадрија. Сара, здраво и добре дојде во Супер звезда. Добра ли си, Сара? Да. Те видовме, значи, како пееш, прекрасно пееш. Сега малку да те видиме вака на еден муабет, јас и ти да се седнеме и да си поразговараме за Супер звезда. Подготвена ли си? Да. Кажи ми, Сара, колку години имаш сега? Јас имам сега 8,5 години. И 2 години веќе доаѓаш во Супер звезда. Да. Што се случи во овие изминати 2,5 години? Стекнали голем број на другари и другарчи? Да. Дали чекаш едва да дојде сабота за да дојдеш во Супер звезда? Да, многу чекам сабота. Како си поминувате седичињата тук? Супер. Ти си член на детското хорче, така? Да. И Катерина ти е наставник. И што ве учи Кате на часовите? Кате на часовите не учи да пееме, да играме. Значи, забавно ли е или не е? Многу е забавно. Баш ми е драго. И јас исто, кога би можел, би сакал да се смалам, да бидам малечок како вас и да можам од почеток да почнам се, па да бидам и јас повторно дел од Супер звезда, да може да играм и да пеам и да се забавувам лудо и незаборавно, како што се забавувате вие. Оваа година, Сара, ти пееше една песна која што носи наслов Мојот свет е музика. Интересно е што таа песна ја напиша едно од најголемите македонски музички имиња, станува збор за маестро Симон Трчевски. Ти ми кажа дека Симон тебе ти е другар. Од каде се знаете со Симон? Симон се знаеме од на татко ми другар, биле другари од мали. Тој исто и со вашата фамилија, значи се дружи долги години назад. И веднаш кога само што спомнавме дека Сара сака песна, Симон седна и ја напиша најубавата песна во својот живот и истата ти ја подари на тебе. Дали си задоволна ти од композицијата која доби од Симон? Да, многу сме задоволни. Каде се бакнежите да ми ги пратиме на Симе и на неговиот брат Јован, кој што го напиша текстот за оваа прекрасна композиција? Кажи ми, дали тебе настапот во Супер звезда те направи среќен? Да, Како си помина на фестивал? супер. Освен фестивалот, дали долго време помина низ припреми? Мислам, дали се подготвуваше дома, дали вежбаше кореографија? Да, А дали се подготвувавте со мама, одевте да одберете гардероба, да бидеш облечена како и секогаш убава што си? да, Многу ми е драго. Покане ли некои гости твои посебни да дојдат да те гледаат оваа година? да. Кој дојдоа? Дојде Симон Трпчевски со неговата фамилија и нормално мојата фамилија. Значи сите баба, дедо, што кажа, им се допадна ли твојот настап? Но многу им се допадна, така кажа. Многу ми е драго. Имаме ли можност повторно да те гледаме во Супер звезда? Да, И планираш ли од сега до година да пееш нека друга песна? да. Што би пеела до година? За манекенки. Ајде манекенки да видиме некоја манекенска песна да направиме, а до тогаш ти посакувам да бидеш жива, здрава, да бидеш добра и да бидеш весела, да напредуваш на училиште, да ги слушаш мама и тато, а до година ќе те видиме во улога на манекенка. Претпоставувам, договорено? Доколку не го смени мислењето. Тоа беше Сара Кадрија, почитувани гледачи, еден од учесниците на детскиот музички фестивал Супер звезда, со своето видување за тоа како е Супер звезда и како не е на фестивалот, а сега ние ќе направиме кратка пауза.
Секогаш убава, весела и насмеана, почитувани дами и господа, а до мене се наоѓа едно прекрасно девојче, исто како и во песната, така и во живо, вистински личи на принцеза. До мене се наоѓа Лариса Велева. Лариса, добре дојде во Супер звезда, како си? Добро. Многу ми е драго што денеска ќе имаме можност малку да се поразговараме вака. Јас те викнам да се поразговараме за твоите впечатоци за фестивалот Супер звезда, за песничката, за како помина снимањето на песната во студио, дали си ти задоволна од сето ова што го правиме. Еве за почеток да се представиме, да кажеш колку години имаш? Јас имам 8 години. 8 години и во Супер звезда колку години поред доаѓаш? 2. 2 години. Значи оваа година ти ја пееше твојата втора песничка која што се викаше Принцезата Лариса Велева, а минатата година настапи за прв пат со песната под наслов Убава фризура. Убава фризура, еве фризурата, драги гледачи, гледате стварно дека станува збор за вистински убава фризура. Како помина твојот прв настап во Супер звезда? Многу убаво. Да, имаше ли трема првиот пат кога дојде? Не. Апсолутно ти дома вежбаше, беше подготвена, работеше со мама и тато на припремите пред фестивалот и се помина во најубав ред, нели? Да. Освен што се подготвуваше дома и што вежбаше кореографија, интересно беше што и јас слушнав и разбрав од твоите родители дека, например, за оваа година и овогодинешниот настап, долго време со мама поминавте во барање на соодветен фустан. Да. Имавме задача да те облечеме како принцеза, така? Да. Успеавте ли во тоа со мама? Да. Да? Што направивте за фустанот? Го најдовте, го купивте или го сошивте? Го соши? Ти земаа мерки? Да. Те мереа вака од горе до доле, лево, десно, да, па одеше на проби? Да. Се прцкаше? Прц и направивме вистинска принцеза, еве Лариса Велева, принцезата од сцената. Сега еве до мене да ми каже како си поминуваш ти во Супер звезда? Многу убаво. Какво дружење имате со дечињата? Супер. За сите оние кои што не биле во Супер звезда, како би им опишала што е Супер звезда? Им препорачувам да дојдат, дека е многу убаво, ќе си се забавуваат, ќе играат и ќе пеат. Ти благодарам за овие прекрасни убави зборови. Браво, се надам дека и ќе допра до дечињата, сите оние кои што сакаат, еве може да те послушаат. Нашите уписи се веќе во текстите кои што сакаат за наредната сезона, од септември веќе можат сега да се јават, па и да ни остават телефонски број за ние да ги контактираме од септември од кога ќе почнеме да може да ни дојдат. Инаку ме интересира како си помина ти на фестивалот во Супер звезда, значи како помина оваа година, дали беше задоволна од твојата песна? Да. Се допаѓаше, како помина снимањето во студио? Убаво. Колку време пееше во студио за да ја снимиш твојата песна? Па околу 40 минути. 40 минути. Снимавте со кого? Со Кристијан Габр. Кристијан Габровски. Беше ли тешко да се оди и да се пее во студио? Не. Е убаво искуство да се пее пред вака микрофон во студио? Да. Да. Кристијан како работеше со тебе? Внимателен е, го бива или Го бива. го бива? Значи, ќе го викнеме и до година да работи Да. со нас. Супер. Кажи ми што кажа мама и тато за твојот настап? Дека бил многу убав и ме фал. Идите во фалија. Сега остануваат уште недела 2 за да излезат новите спотови, да може да го проследиме твојот настап, да те видиме оваа година во улога на принцеза, така? Да. Впрочем, и за тоа беше песничката. Кажи ми, гледа ли некои други? Имаше ли другарчиња од школа, например, кои што дојда или не? Другарчиња не, ама наставничката. Наставничката. Беше и некои други пријатели дојдоа? Да. Што кажа за настап? Дека бил одличен. Ќе пееме ли до година пак? Да. Јас ти благодарам. Имаш ли од сега идеја или ми ќе мислиме во текот на цела наредна година за што би пееле до година? Ќе мислим. Ќе мислиме. Ете, сакаш да поздравиш некого сега? Едно мало убаво братче кој што се вика? Да. Леон. Леон. Ајде да му мафнеме и да го поздравиме нашето братче Леон, да го поздравиме и тато Ромел, кој што се надевам дека во оваа емисија исто така ќе даде изјава за неговото видување во поглед на тебе, како беше твојот настап, како тој тоа како родител го доживува, а сега уште еднашка за крај да ја поздравиме и мама Наташа, да им мафнеме, да ја пратиме бакнежи и да се одјавиме. Тоа беше Лариса Велева, почитувани гледачи, еден од солистите кој оваа година настапуваше во Супер звезда, а сега да видиме кој е следниот гостин. Ајде вади лапа јади, меки сладки чоколади, скрши и надри
čokoladin. Za dedovci i babi bez zabi. Čokoladin. Svekoj saka s onim da se slavi. Čokoladin. Za deca, za stari i za mladi. Čokoladin. Почитувани гледачи, со особена чест и задоволство сакам да ви ги представам двете сестрички. Станува збор за сестричките Поповски, од кои едната е Јоана. Здраво, Јанчи, добре дојде во Супер Звезда. Како си, бе, Злато, добар си? Да. Многу ми е драго што денеска ќе се дружиме, а тука и легендарната Дејана Поповска, значи солистот кој настапи со песната Чоколади во далечната 2005. Здраво и добре дојде. Здраво. Како сте, добри сте? Многу убаво Супер Звезда е местото каде што секогаш се чувствувам прекрасно. Баш ми е драго што после толку години повторно ми се врати Дејана и ни дојде на местото од каде што започна со првите чекори во шоу бизнисот како малечка, кога имаше само колку години? 8 години. 8 годинки, а сега Јоана колку годинки имаш ти, кукле, кажи? 6. Ти си голема девојка, браво, се одиш на училиште? Не. Не одиш уште, значи малечки сме, од колку започнуваме? Од 7. Значи од следната година веќе ќе може да гледаме во училишните клопи, така? А сега дали одиш во градин? Да. Во која градинка си, Злата? Во Кочарацин. Во Кочорацин. Како е таму, кажи ми, убаво ли е да се оди во градин? Да. Оваа година ти ни беше солист за прв пат и во Супер Звезда настапи со една прекрасна песна која што носи наслов Моето папагалче. Моето папагалче е една од оние композиции направени толку интересни, толку убава, толку заразна, токму како и хитот Чоколади кој што ти го отпеа пред некои 6 години, има така. Интересно е да кажеме, Дејана, дека ти кога настапи со песната Чоколади, во тој момент сакам да кажеме каде беше Јоана. Јоана беше во публика, ама во некоја чудна ситуација беше во стомакот на мама. Прв пат кога ме дадоа на телевизија, Јоана веќе беше родена и можеше да ме гледа. Таа се роди веднаш по настапот твој во Супер Звезда, таа далечна 2005 година, значи и веднаш потоа се роди, во наредниот месец па можеше и да го проследи тоа прв настап на телевизија, да. Како вие како две сестрички имате вие уште една трета која што не ја кажавме Матеја, таа е сега дома и таа е најмалечка од сите, нели? Таа е најмалечка, меѓутоа најмногу кажува, најмногу зборува и сите најмногу ја слушаме. Така, не знаеме што ќе правиме со неа и најмногу тепа предпоставам, да? О, да. Ако се разлути, најстрашно е тоа. Така, како си поминувате? Играте заедно? Да. Дали ја чуваш ти нејзе? Да. Даваш ли да си игра со твоите играчки? Да. И што е најбитно, ја отпеа ли песната Моето папагалче? Да. Много ми е драго. Кажете ми сега вака како три сестрички. Како е да се живее кога? Лудило. Журка невидена, нели? Да. Цело време е забавно. Значи, никогаш не ни е досадно, тоа сигурно. Има моменти кога ни се здосадува тоа што премногу е тензија и се тоа, знаете, ама супер е. Во секој случај, многу ни е убаво. Женски е најубава комбинација. Да. Супер, сакам да те прашам, Јоана, како оваа година си помина ти во Супер Звезда? Убаво. Дали тебе ти се допадна фестивалот Супер Звезда? Да. И кажи ми, дали си задоволна од твојот настап во Супер Звезда? Да. Твојата мајка ми кажа дека е изненадена и дека никогаш претходно те нема видено во едно такво издание. Имаше ли ти срам, имаше ли трема кога застана да пееш пред публиката или не? Не. Значи, како цел живот да си била, како да си родена за на сцена, така? Да. Многу ми е драго што беше дел од Супер Звезда. Прекрасен настап имаше малата Јана оваа година, почитувани гледачи, за недела до 2 ќе бидат готови новите песни, пак имате можност и да ја видите песната Моето папагалче. Инаку, Дејана, колку години поред ти пееше во Супер Звезда? Си спеав 4 песни на Супер Звезда и многу убаво си поминав на Супер Звезда. Тоа беше така дружба и никогаш нема да заборавам. Многу убаво. Ти прв пат, значи, во Супер Звезда настапи пред 6 години, во 2005 година. Тоа беше и првата година кога ти почна да не посетуваш. До ден денеска, дали ти останаа другари од Супер Звезда? Да. Има ли екипа која што се уште функционира и се дружи? Да, морам да признам дека се смали екипата, меѓутоа тие главните членови на екипата останаа. Поздрав до Сара и Бане. Морам да признам дека и ден денес се дружиме. Ние сме тие триото кој
Да. Сара Салонтај исто да ја поздравиме. Твојата колешка пејачки бевте порано, нели? Така како пејачки познавате, да, и Бане Тодоровски исто кој Денсер. сега е брейк денсер, значи сега веќе со какви работи се занимавате? Јас знам дека учите значи модерни танци кај Адријана во Брейк Алек студиото, да, и знам и дека освојувате награди секаде каде што ќе одите победувате, така ли? Да. Па, ја представуваме Македонија најдобро што можеме во областа на танцот. Каде се настапувавте до сега? Значи, не ние, лично, меѓутоа други групи од нашата студија беа на светското првенство, 5-то место освоија, супер. А ние сме настапувале во Босна, во Црна Гора, на многу места и сега ден ги земаме првите места, викаат од кога дојдоа овие македонци, веќе не може да се земе прво место. Мене ме интересира да ми кажеш какви впечатоци ти остави Суперзвезда и кога се потсети сега вака на дружбите и на времето поминато ни Суперзвезда, какви спомени се тоа ти браќа? Имам многу убави спомени од Суперзвезда и од пробите и од фестивалите, особено зашто мојот родан ден најчесто се паѓаше на фестивалите, таму имаше големи прослави со големи торти и многу забава, многу дружење на сцена и бевме немирни, таа екипа што бевме ние, меѓутоа многу ни беше забавно и кога и да се сетам на Суперзвезда, многу убави спомени. Ти благодарам многу и Ана сакам да те прашам, оваа година пееше прв пат, беше ли страшно? Не, Значи беше убаво и забавно, нели? да, Дали ќе пееме до година? да, Имаш ли некоја идеја вака за некоја песничка се размислувала? да. Зашто би сакала да пееш во иднина? Малку ни треба време да помислиме, па другата година ќе им кажеме, па тие уствари што ќе дојат гледачите ќе не видат на сцена, така? Да. И видиме зашто ќе отпееме. Ти благодарам многу што беше дел од Суперзвезда. Се надам дека ќе пееме повторно и до година. И ти благодарам Дејана што дојде да се видиме, малку да се подружиме. Во оваа прилика сакам да ја поздравим и малечката Матеја, да упратиме исто така големи поздрави и до мама и тато и специјално да се заблагодариме на мама за големата поддршка што ви ја дава, за безброј оние сите пати кои што ви има земени донесено во Суперзвезда и на фестивалот и секаде, за целата таа енергија која што ја вложува. Ајде сега да им пратиме на нашите родители многу пакнежи, да им се заблагодариме. И одиме сега, почитувани гледачи, по овој разговор со прекрасните Јована и Дејана Поповски. Ајде сега да видиме дел од родителите и да ги слушнеме нивните размислувања. Пауза. Почитувани гледачи, имам чест и задоволство да ви го представам господинот Ромел Велев, татко на Лариса Велева. Господин Ромел, добре дојдовте во Суперзвезда. Добро најдов, благодарам на поканата. Еве и ние како родители да застанеме позади нашите деца и да се видат некојаш родителите, нели? Ето така да се види, да, ние во една емисија имавме можност да се сретнеме претходно, кога дојдовме кај вас на работа, кога снимавме емисија во ветеринарниот факултет, и морам да ви кажам дека прекрасно и убаво си поминавме тоа што е една од емисиите кои што долго јас ќе ги паметам. Како вие поминавте на тоа снимање? Одлично и овако од ретроспектива од пред 2 години, тоа беше некаде пред 2 години. Сега кога ќе ги погледам сликите, баш убаво си поминавме. Многу ни беше мило што беа гостинчињата, гостите од Суперзвезда. Ни го разубавија факултетот и се надам дека тоа остави некој впечаток врз дечињата за таа една племенита професија, за еве утре некој од нив да запишат на факултет. Со оглед дека тогаш го скршивте мразот, претпоставам денес дека нема трема вака нова снимање. Па сега ќе покаже камерата, меѓутоа мислам дека ние сме изверзирани веќе дека не би требало да имаме трема некој. Денеска сакав да поразговараме од каков аспект вие како родител го гледате учеството на Лариса во Суперзвезда, дали ви се допаѓа тоа што таа го прави, вака малку по-широко да разговараме и за некои други аспекти. Ајде од некаде да почнеме вака со едно прво прашање. Ве израдува ли Лариса со нејзиниот овогодишен настап во Суперзвезда? Прво, значи, успехот на децата е успех нели на родителите. Родителите најмногу се гордеа со своите деца и она што ќе го покажат. Лариса оваа година морам да ја похвалам нели јавно пред телевизија, имаше перфектна изведба како на песната, така нели сценска изведба, што ете така мислам дека е доста впечатливо, сигурно ќе се сложат можеби другите луѓе кои што ги погледнат нели тоа што беше на фестивалот. Ние сме лично значи како родители многу задоволни од нејзиниот настап и само ја стимулираме во тоа и во наредните настапи да биде што поуспешна и поуспешна нели. Така, сакам да ве прашам на кого е вака надарена и талентирана во поглед на музиката? Па не знам, најверојатно
треба уствари она нејзиното мислење да се слушне. Има земено од мама или од тато во поглед на музиката и во поглед на музичката надареност или од двајцата? Од никако. Од никого, значи сама си е таа, самостојна, си гради нејзин стил. Мора да признаеме и двајцата родители, и мајката Наташа и таткото Руно се со нижо музичко значи образование и некоја желба можеби од детството ете така пресликана преку нив да и они во животот нешто покажат или постигнат во музиката и двајцата сме многу задоволни, посебно во еден фестивал ваков како што е Суперзвезда, кој што е прераснат нормално во еден бренд кој што е препознатлив, кој што е многу специфичен и кој што децата го обожаваат и го сакаат. Сакам да ве прашам како родител, дали гледате промени кај Лариса во тоа што беше таа пред 2 години кога првпат настапи во Суперзвезда и сега? Дали мислам да ве прашам во поглед на тоа дали самите настапи на Суперзвезда и помогнаа за поголема самодоверба? Секако дека и помогна, морам да кажам дека она доста релативно, нели, како мала почна да настапува. Ова е втора фестивалска година, прошлата година значи имаше настап на 7 години. Повеќе можам да признам од денеска вака гледајќи и ние како родители имавме трема за тоа како ќе биде настапот, но она многу лесно се вклопи во целиот настан. Многу убаво сето тоа го изведи и прошлата година, но се гледа забележително дека оваа година веќе посигурно. Значи кази посигурно во оваа фестивалска година се надевам да бидеме уште подобро. Мислите ли дека таа самодоверба која ја градиме тука и на фестивалот со тоа што треба да застанеме, па да пееме пред илјадници луѓе, дали понатаму ќе и помогне на некаков начин во животот? Да, секако. Нормално, пред се дружењето кој што го има тука децата, контактите кои што ги остваруваат и на некој начин надпреварот помеѓу нив, значи желбата да биде таа изведба што подобра ги тера самите деца, значи да гледат во себе, да се вградуваат, односно да се трудат да бидат што подобри во она што го прават. Нормално дека тоа ќе се преслики на сето останато во животот. Дали Суперзвезда како настан, како фестивал за кој треба известна подготовка, ви одзема повеќе време, например, за подготвување? Па, нормално дека е потребно, ако сериозно било која работа се работи, треба да се посвети внимание. Морам да признам, месец дена пред да настапи фестивалот, но имаме некои подготовки, тоа се секоја неделя доваѓање во Бихепи игротеката, вежбање. Пусто кога ќе бидат песните веќе подготвени аранжман, значи како ќе изгледа сценскиот настап. Има тука подготовки, предодредени сме месец дена пред фестивалот, нормално дека требаш да се спремиш да биде сето тоа успешно. Лариса, претходно разговаравме дека оваа година имавме и подготовка на специјален фустан, нели онаков, за да представи вистинско светло, како што ти кажуваше песната, како вистинска принцеза. Уживавте ли додека се изработуваше? Секако идејата морам да кажам, не знам дали кажа, она беше на мојата сопруга. Имавме една слика од интернет која што ја снимавме и побарахме врз основа на таа слика да се сошие, значи фустан за неа и морам да ја признам прекрасно изгледаше во тој фустан и многу ми е мило што ете така сето тоа испадна многу убаво. Така, значи Суперзвезда не е за анимација само за дечињата, туку и за целата фамилија. Секако. Тука и помалото, значи синче Леон, кој што исто така многу учествуваше, помагаше во целата таа работа, е така да се вкупно целата фамилија на некој начин бевме ангажирани околу тој фестивал и настап. Што би можеле да им кажете на сите оние родители кои што имаат дечиња, не гледаат во моментот, а немаат представа што е Суперзвезда? Па еве самиот наш разговор може да ги поттикне, значи нема тука воопшто нешто тешко, дечињата тоа најлесно значи го прифаќаат. Секое детенце уште од најмала возраст од 5 години мислам дека слободно комботно може да дојде на вежбите, на пробите на Суперзвезда, да ако има афинитет да му се овозможи на детенцето и без никаков страв да дојде дури на фестивал за да пее било песничка за него или за она што му се случува на детенцето. Благодарам што бевте гостин во нашето денешно дружење. Голем поздрав до вас, господин Роно. Лариса, ти благодарам и на тебе и сакам да им се заблагодарам на гледачите што беа дел од ова наше денешно исто така дружење со Суперзвезда, во кое што имавме можност да ги видиме размислувањата за Суперзвезда како на дечињата, така и на нивните родители. Поздрав од мене, вашиот водител Дарко Мијалковски. Се гледаме за 7 дена од сега. А до тогаш, чао, пријатно и бидете живи и здрави и слушајте ги мама и тата. Чао.
Чао!